но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која немаш право да покажеш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој веди. Таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер во Аргументи, почитувани гледачи. Емисијата е настоив услови за избори има, ќе имали избори. Ми се чини дека сите ние граѓаните како да живееме меѓу поделеноста или двозначноста на оваа синтагма, на оваа реченица. Сите се подготвуваат, официјално сите се слагаат дека се е подготвено за избори, дури информациите од терен велат дека конечно и партиите се раздвижија и низ државата ги отвараат локалните штабови. Па сепак се уште во воздухот виси дилемата, ќе имали навистина избори на 11 декември. Веројатно ќе биде така, но наша задача е да проанализираме зошто е состојбата ваква каква што е, зошто се уште се надвиснува некаква дилема дека можеби повторно ќе дојде до некоја пречка, до одлагање или не знам веќе што. Еве на оваа тема искусни аналитичари, господинот Ристо Николски, политички аналитичар, поранешен амбасадор. Добро вечер, господин Николски. И господинот Александар Ацо Станковски, исто така политички аналитичар, попат и уметник. Добро вечер. Во основата. Кога има време. Во основата. Господа, Николски, вие лидерите велат услови за избори има. Дури Хан тоа го изјави, рече дека има. Од каде сега таков оптимизам кај Хан? Тој обично доаѓа кога има проблеми. Сега нема проблеми, што бара тука? Нема, има уште проблеми и тој не доаѓа не пофали, бидете сигурни. Доаѓа се пак со стапот во рака, како и секојаш до сега. Да подсетиме на почетокот дека сите овие години, освен во 2001 година кога беше подпишана првата спогодба за асоциација и стабилизација во 2001 година со Брисел, и тоа во услови кои имаше војна, не така во Македонија, секога, и тоа беше некаков морков за нас. Никогаш друг пат Македонија не добила некој морков, само стапот го трпи. И сега ќе е тоа истото. Меѓутоа во што ќе не иска да сега? Што зошто стапот ако се слага дека е договорено? Добро, има уште работи ова што сега наметнуваат околу специјалното јавно обвинителство, да продолжување, закон за сведоци, заштитени и така натака, тоа се отворени прашања. Знаете, ние сме свесни сите дека во сите овие наши недоразбирања, конфронтации, поделби и слично, сериозна, важна и да кажем одлучителна улога во многу што игра меѓународниот фактор. Првите два датума за избор, иако беа закажени, да речам, со некој консензус меѓу себени и со сведоштво на странците, беа нереални затоа што тие сметаат дека нема услови за нивните интереси да реализираат до крај, да се оди да се одржат изборите. Нашите политички играчи имаат своја улога, меѓутоа доминантната менаџерот е странецот, за жал, некојаш дори за среќа. Меѓутоа, два пати кога изигра шансата, кога се покажа дека се беше готово, се распушташе парламентот, собранието, се изразиливме сите до крај, не може се трет па да се повтори тоа. И тие како така најчини отворени прашања околу списокот избирачкиот, се тресеше гората, се роди глушец, разбирате. На крај се надмина на некој начин. Нема веќе тука нешто што некој може да го оспори како аргументи и елементи и факт, нели така? И сега сите се интересирани од надвор да има избори. Значи нашите мора се прилагодат на тоа и да одат на избори. Меѓутоа, овој период кој следи до 11 декември ќе биде жесток. Ќе има уште многу изненадувања, уцени, подметнувања, ако сакате и што ти не, и неизвестноста ќе остане до крај. Затоа што, иако е сега јасно дека меѓународниот фактор, а имаме политичка сила во земјата која е нивни вазал, ако сакат да така се изразам, една политичка сила ги следи сите нивни барања и
се покорува и е спремна све да направи да го задоволи странскиот фактор. Ако таа политичка сила утре реши да не оди на избори, ако е свесна дека ќе ги загуби, никој не може да ја натера. Така да сите напори на странците, велам, кои се одлучителен фактор во многу што пржино текстовите од минатата година што се подпишани не ги подготви никој во земјата и се донесени од надвор, исто како Охридскиот договор. Значи, пржино е продолжение на Охридскиот договор во многу што. Се не е елаборација на тоа, али може да со сигурност да тврдам дека ќе направи се меѓународниот фактор да има избори. Хан тоа денеса го потврди дека нема веќе причини да нема избори. Меѓутоа неизвестноста ќе остане, зашто ако, велам, една сериозна политичка сила рече не одам на избори, најверојатно ќе доведе до ситуација, до една пат ситуација, каде би било глупо да има избори, една главна партија не учествува, сепак тие се одложат и да кризата се подлабоџи. И сега за почеток ще кажем и тоа дека иако има избори, а велам, јас мислам дека ќе се направи се да има избори, иако таа неизвестност станува, да бидеме многу јасни и многу прецизни. Изборите нема да ја решат кризата. Изборите само ќе бидат еден сериозен исчекор напред, во една позитивна насока, а да бидеме се исто така прецизни, после изборите може да се најдеме уште во потежок ќорсокак, бидејќи сега е целта да... Чекайте, застанете тука. Да? Да не претрчаме така. Ајде, Точка. Ајде точка, важи, тука да стануваме. Сакам да го разработиме ова. Да. Потпрашам, ако е потпрашам, ќе продолжите. Сепак мислам да врземе една дебата, ако излезе дебата. Господин Станковски, господин Никовски е наметна темата за улогата и значењето на меѓународниот фактор во создавање и во решавање на проблемите во Македонија, ако добро го разбрав. Дали сте на исто мнение и како вие гледате на расположението во Европската унија преку изјавата на Хан дека сега се создадени услови и дека може да се оди на избори? Па начално се сложувам со господинот Никовски, тоа е она што се гледа на теренот и плюс тоа он се потрудил да го анализира тоа и од други агли, нели, она што е скриена политика, затоа што он секако е искусен како амбасадор и како човек кој долго време се бави со политика и ја проучува и артикулира нашата политичка сцена. Точно е тоа. Јас само би додал тука дека луѓето што доаѓаат од Брисел, например, Луико Хан, тоа се обични папети на Вашингтон ДС, тоа го видовме како се развиваше целото сценарио. Од почеток тој беше како десничар, нели, наклонет до некаде на владеачката партија во Македонија, но подоцна беше избрифиран во Вашингтон ДС, нели, идеше од тука, од овие средби во Пржино, одеше во Вашингтон и тамо после тие средби во Вашингтон сосема една друга реторика и други барања беа испорачани, кои беа на иста линија како што тоа го бара американците. Значи се работи за еден играч кој е посреден играч, кој всушност, нели, според она традиционалното ти зборам сна, осети се сврко, како тоа Керко. беше, тоа е Керко, да, тоа е таа ситуација. Значи Хан е само спроведник на волјата на Вашингтон ДС. Значи Вашингтон ДС се согласува дека се исполнети Се согласува затоа што, како што рече господинот амбасадор, тие едноставно се сега во една прилично тешка ситуација на интернационален план, плюс имаат избори и не знаат што ќе се случи. Иако тие се као сигурни дека Хилари Клинтон ќе победи, но има знаци дека тоа може да заврши како што Брекзитот заврши, иако тамо тикерите беа сосема поинакви, нели, од она што излезе на крај. Имаше некои 4 до 5% водство проевропскиот курс во Британија, но преку ноќ дури Најджел Фарад ја призна таа победа, нели, утредента кога ги преброја гласовите. Да беше тука, можда воопшто немаше да ги бројат гласовите, така? Меѓутоа ги преброја и испадна еден шок за светот, не само за Европската унија. Па дури мислам на некој начин нашите политички елити тука беа прилично збунети во целата ситуација. Инаку, што се однесува до овој втор дел на анализата дека една политичка партија би ги одбила, да речеме, изборите, доколку таа политичка партија не танцува по музиката на меѓународната заедница, она што
всушност е еманирано во Вашингтон, DC, така во американската надворешна политика и Стейт департментот, тие ќе бидат бришани за неколку дена од политичката сцена. Значи, ако волјата на Од главниот од меѓународната, од таа што ги пакува картите цело време. Чекайте. Зборам за онаа меѓународна... Ќе бидат казнети, ќе бидат казнети со други зборови. Псевдо меѓународната, тоа се тие неколку империалистички земји начело со Америка, тука можеме да ги Тоа ставиме важи за таа Британија. едната политичка партија или за двете политички партии? Видовме дека се потрудија да ја збришат другата, но таа е толку добро втемелена во народот, затоа што ВМРО се претвори во народно движење и тука наидаа на отпор, меѓутоа она што го прифати ВМРО е навистина шокантно за мене. Во смисол на попустливост, во смисол на добра волја, во смисол на, па дури и сервилност, нели? Минатиот пат зборевме до некаде за тоа. Мислам дека тоа се е правено, нели, за мир во куќа. Ние го разбираме тоа као народ, затоа и немаше апрайзинг во самите структури, нели, на партијата, затоа што луѓето сваќаат дека тешко е човек да излезе на крај со таква една моќна машинерија која е, нели, преку своите тајни служби имплементирана во сите структури на едно општество, посебно што тука веќе е присутна повеќе од 20 години. Значи, они имаат разработена мрежа до безсвест и тоа све функционира, баш като тука факторот пари, факторот политички притисок, воен притисок и така натака, цело едно лиди. Они, например, растурија држави кои се многу помоćни, по многу бројни по популација од Македонија и подобро наоружени, дури нивната позиција, да речеме геостратегиска, е подобра од македонската, граничат со земји кои се антиамерикански настроени. Украина, најдобар пример. Сирија, така. Да, Украина е најцветнија, сите. Либија, која имаше еден Точно. водач кој беше умилен од повеќето од луѓето, живееа секако многу подобро од колку денес што 10 живеат. пати, 20 пати. Ма 100 пати. 100 пати точно. Така да ја мислам дека едноставно ова што опозицијата го прави, тоа е све по диктат на меѓународната, они се нивни играчи, они се нивни вазали, ја би рекол трабанти, тоа е подобар збор за нив. Тие немаат никаква своја идеја, нити политичка визија. Они ветуваат сега приказки, не тоа се истите лаги кои веќе долго време функционираат, нема програма, нема сериозна работа со народот, нема прифаќање од народот. Народот гледа како кодоши, како предавници, значи си направија многу лош имидж со таа игра, нели, по музиката на Странците. Чичо Сем, да кажеме се. Вака сега. Добро. Значи, верувам дека ќе има, затоа што меѓународниот фактор сака да има, затоа што не сака да има нестабилна ситуација тука на Балканот, затоа што се спрема можен голем конфликт помеѓу Истокот и Западот, тоест помеѓу БРИКС или подобро кажано Евроазија и помеѓу НАТО и главните членки на НАТО. Значи, ја гледам добро од прилика се позициониравте, бидејќи немаме трета страна, бидејќи тешко се наоѓа понекогаш трета страна со спротивни ставови. И јас ќе преземам на некој начин до некаде колку што можам Контрирај. да бидам контра вас, бидејќи ќе се сложувате цело време, па ќе завршиме за 15 минути. А не е добро Не, не. тоа Треба малку. да не се сложуваме за да има диалог. Не, Дебатата јас- или полемиката во диалог ќе се претвори, а тоа е едно бар од филозофска гледна точка повисоко ниво Ниво, на да. комуникација. Добро, ќе се вклучам делумно колку ми дозволува можноста и знаењето да барем преку прашања, ако не преку ставови. Дали да бараме прво реклами или да продолжиме со... Ајде да слушаме тоаш изјавата на Хан да ја прочитаме, колку да влезе во муабетот, па да продолжиме што по вториот дел од изјавата вели Хан. Договорот постигнат минатото лето од страна на сите главни политички партии и поставување на датумот на изборите за овој декември е добар чекор. Сепак ова е само почеток. Важно е дека условите за веродостојни избори се целосно исполнети и дека граѓаните можат слободно да учествуваат на истите. Сето ова е клучно за земјата да направи одржлив напредок на својот пат кон Европската Унија,
А исто така со нетрпение очекуваме да слушнеме од специјалниот обвинител за тоа како нејзината работа напредува и за предизвиците со кои таа се соочува. Еве не повторно во аргументи, Ристо Никовски и Ацо Станковски. Разговараме за условите за избори. Малку ја расширивме темата, јас само за кратко ќе кажам дека не сосема се слагам со ставот дека Македонија има толку вазален однос кон меѓународната заедница или меѓународниот фактор околу странците. Мислам дека сите влади досега воделе реал политика, дека меѓународниот фактор е незаобиколен во нашиот пат кон ЕУ и НАТО, бидејќи мислам дека тоа е определбата за која се сложиве сите водачки партии од осамостојувањето навек. Разлики околу тоа се разбира дека постојат. Мислам дека и кај вас, дали ние треба да станеме членка на ЕУ и НАТО, но ако освен партиите, тоа и одлука на мнозинството граѓани, јас застанувам за таа одлука и мислам дека вазалството е, како да кажем, не постои некоја држава што има толку вазален однос, само е реал политика кон големите моќни сили кои што одлучуваат таму каде што ние чукаме на врата. Толку околу мојот став околу тоа, за да кажам што јас мислам околу тоа. Можеме да полемизираме на оваа тема, но сакам да продолжиме уште малку околу насловот или ситагмата услови за избори има, ќе има ли избори. Ако Хан вели дека ќе има, а доаѓа, а велите дека е горе-доле инструиран од Вашингтон DC, значи и американците веќе сметаат дека е така, тоа ќе мене се една мала дилема, господин Станковски. Една од политичките партии во Македонија што најмногу се залагаше за избори е владеачката ВМРО ДПМН. И вие се слагате околу тоа и рековте дека опозицијската партија избегнуваше 2 пати да има избори. Што значи ова? Дека ЕУ и САД сега застануваат зад одлуката на ВМРО ДПМН дека мора да има избори? Не, воопшто не. Сакате или јас? Се продолжите па. Добро. Значи се работи за тоа дека едноставно геополитичката ситуација е променета и затоа им треба и би било стварно несериозно 3 пати да бидат одложени. Тогаш и самиот ментор станува комедијант и клоун. Тоа е клучот. Мислам, има полно фактори зашто на избори, меѓутоа се знае кој е нивниот френд. Така, иако ВМРО се обидува да се спријатели со тој фактор, но ВМРО исто така го следи интересот на македонскиот народ, а често пати интересот на меѓународната, интересот на македонскиот народ се во колизија и тука ВМРО веќе доаѓа во немилост. Додека СДСМ е спремно све да проголите. All the shit. Кои аргументи ги имате за ова, господин Станковски? Со кои аргументи? Паушално се искажувате или? Еве, например, јас не би се слагал дека, например, инсистирањето за избори е на ВМРО. Тоа беше инсистирање од страна на опозицијата која не ги призна изборите и после една година владење они веќе почнаа со обструкции. Верувам дека целиот тој комплет е добро оркестриран од страна на меѓународната. Мислам дека во позадина стојат странски служби, што се виде и од исповеста на опозициониот лидер во кабинетот на премиерот на Република на Македонија во тоа време. Тоа беше снимено, дистрибуирано преку медиуми, видовме дека заканите фактички он ги подкрепуваше со моќни сили. Не знаеме оф рекорд што се десило затоа во тој разговор, затоа што само еден дел од тој разговор беше објавен. Меѓутоа, од самите состојби кои се движеа понатака, од целиот процес кој ние го видовме и како се наметна одеднаш меѓународната, издействувајќи една сосема мала, лажна криза, тие почнаа да ја демфуваат со своите медиуми, нели знаеме дека господарат со меѓународните медиуми, со Сорос и со други такви институции кои едноставно создадоа доим на криза.
пред меѓународната јавност и тогаш тие дојдоа едноставно и почнаа да ги местат, да ги разместуваат фигурите и ги примораа владетелите, тоест владеачката структура, да седнат во пржино и да прифаќаат ствари кои воопшто не им одговараат. Не знам дали е баш така. На македонскиот народ. Но ајде слушаме Никовски па ќе Видите, апсолутно се сложувам дека центарот кој диригира е надвор од Европа. За жал, Европската Унија е, рековме вазал, да не го повторувам истото, е само една кукла во рацете на единствениот светски фактор, единствената светска суперсила и која по распадна Југославија доминира овој дел на Европа, на Балканот и така ќе биде уште долго години. Значи, одлична констатацијата на господин Станковски дека не може трет пат да се резилат. Два пати изборите пропадна, се ако пропадна и трети пат ќе речат, чекај, тоа нивни не успех пред се, зашто тие влегоа во кризата наша и отворено, а уште повеќе затворено, но со тајно. И сега тоа ако се врти во круг, сите ќе се прашат луѓе што е, што се случува. Тука е она нивна прагма, тој нивни прагматизам кој тера до некаде и во моментот кој ќе види дека тоа не оди, колку да иде тоа неочекувано, контрадикторно, како сакате, он ја менува политиката. Тоа се случува 2001 година. После 2-3 месеци кога Македонија не се распадна кој што очекува, војната која беше за територија се претвори во војна за човекови права. Така, према тоа и сега истата техника, тактика, стратегија, ако сакате, избори, странскиот фактор е секој пат одихан. Услови веќе никој не може да ги доведе условите во прашање. А до вчера кој диктираше? Пак од надвор се диктираше дека услови нема, затоа што ниф не им одговараше, беше прерано и специјалното јавно обвинителство да ги даде своите резултати кои ги тие очекуваат. И оно што прегаска го спомнавте дека колку е, да речам, вазал и зависна власта од меѓународниот фактор, тоа е историјата реалност со која мора се живее, нели така? Ако една Германија денеска следи Америка... Сегате се, тоа вие сте противречен, господин. Не сум противречен воопшто. Им забележуваат и на власта и на опозицијата дека се податливи кон странците, а велите дека една Европа и многу други држави го прават истото. Тоаш, што очекуват од ВМРО, ДПМН или од СДС да бидат посилни од било кој друг? И да ги збркаат, да ги нападат. Тоа не е моја контрадикција, тоа е светска контрадикција, разбирате. Нема зашто со негативни негативни ставови. Ако веќе една Германија следи американска политика према Русија, што е апсолутно спротивна на германските интереси. Зашто тоа вакви ставови имате кон само чекајте, има тука суштина една. За Германија не се работи да се биде или не. Ако германската индустрија не извезува во Русија, ќе се намали или ќе нема да расте по 3%, ќе расте по 1%. Кај нас се работи да се биде или не. Оваа држава е се уште чекајте. Николски, по 90-та навака све на работна екзистенција ли сме ние? Не сме работна екзистенција, него сме на работот од прифаќање, на работот прифаќањето, разбирате? Ќе биде исто Европа и без Европа. Чекајте, видите, ние немаме правен, меѓународен правен легитимитет, ние немаме име официјално прифатено од светот. Значи, државата е без меѓународен правен легитимитет, значи држава инвалид во некој смисол. Покрај тоа постоиме. Ама постоиме покрај тоа затоа што и сега што го прават да не прекарстват, разбирате, тоа да одат во насока која ние сакаме. И сега во таа прагма да се вратиме на вашето прво прашање, зашто кога одиме во другата линија, ќе одиме многу широко. Значи, да се вратиме на првото ваше прашање околу изборите. Сега избори за нив треба и мора да има, тоа го рече и Хан, затоа што иначе би бил резил, би бил срам, и би испаднало дека никој не знае што се случува и што се прави со државата. А тие го одат колото, тие ги влечат сите конци. Да, тоа може и друго да значи. Може да значи ќе има избори, после тоа кршете глава, ние не можеме веќе со вас. Не. Или знаат нешто што ние не знаеме. Видите, тие нема да кренат раце од Македонија, затоа што Македонија, иако е мала, е стратегиски исклучително важна во регионот. Без Македонија, ваква како што е, регионот ќе беше во некој хаос. Така да, ова Македонија е најдобро решение за сите. Али велам, јас ќе продолжам првичната мисла, значи избори ќе има. Ако она што го дискутиравме пред малку, едната од важните партии која сега игра на картата на странците, сепак реши да не оди на избори и никој нема да може да ја убеди, затоа што водството на таа партија, ако ги изгуби изборите, а сите изгледи се такви, тоа водство мора да се оди.
Ама тие И се дека тоа се раководство, спремни, дека има услови. дозволите, а тие не може да кажат нешто противно што го вели меѓународната заедница, што го велат домашните експерти, што го вели власта и така натака. Значи мора да идат на избори. Значи не мора да одат на избори до крај, ако немаат тие сватат, оправдање. тие можат, знаете, во очај човекот е спремен на све да направи. Нема тоа екскюз, што ќе речат? Не, ќе рече дека ќе измислат илјада причини. Она писмо, Имаме ние. чекајте, она Имаме писмо што го напиша лидерот на опозицијата до двата амбасадори на на САД и на Европската унија дека владачката партија избегнува избори е првиот чекор да утре најдат уште 20-30 причини да речат нема услови за избори. Ама ќе и Брисел и Вашингтон има услови и тие ќе нема и нема додат. Знаете, во услови на очај, кога знаете дека ако ги изгубите, вие сте готови, политичката кариера, целото раководство на таа партија завршува, прекинува, мора да си одат, разбирате, и следат однатре. Во таква ситуација сте спремни на се. Велам, не дај Боже тоа се случи, затоа што ќе докомплицира ситуацијата. Меѓутоа, предходно што го начинавме, изборите нема да ги решат нашите проблеми. Дори јас ја видов една што е не дипломатска изјава на британскиот амбасадор кој е че кризата ќе продолжи со месеци, со години. Тоа е реалност. Зошто нема да ги реши? Затоа што Крај на сите рековме дека изборите се единствениот алат за решавање на кризата. Единствениот алатка исклучително важен чекор во позитивна насока, меѓутоа еве да ги разгледаме сите опции кои се можни. Мислам прво да споменеме дека целта на одредени политички сили во земјата и надвор е да победата на владачката партија, која е многу известна спрема сите анкети, ќе може да биде да ја направат пирова победа. Значи да ги добијат изборите, да не може да формираат влада, нешто кој што имавме случај во Хрватска, да почнат нови превирања, нови конфронтации, нови уценувања од одредени политички сили во земјата, разберете, пак по некој диктат од надвор, и да се наоѓаме во еден магепсан круг, да не може да се формира влада, се губи време, државата економски ќе назадови понатака, може да се потребни нови избори по таква ситуација. Разбирате, значи И тоа се зборува. И тоа се зборува, али велам тоа се реални опции. Разбирате, тоа мисля че Тоа не е добро. Тоа е апсолутно катастрофално за државата. Добро, но меѓутоа според вас најдобро е да победи ВМРО ДПМН со голема разлика. Тоа е најдобрата опција. Или другата река, да победи другата партија. Али да може да формира стабилна и силна влада. Знаете што? Ние се наоѓаме пред тешки проблеми. И името ни виси над глава, државата рековме дека нема целосен меѓународен правен легитимитет, значи не држат со блокада уцена и ултиматум од НАТО и ЕУ, прво името, потоа членство. Значи галиматија се од нас не се сведува само на оваа криза и на изборите, тоа е многу поширок, разбирате. 25 години оваа држава немала ни 6 месеци нормален период да се развива, да живее во нормални услови, да може да се концентрира на развој, на меѓусебно разбирање, на меѓуетнички соживот, разбирате. Јас не се слагам лично, мислам нека имаше. Тоа е ваше право, али немало 6 развој, месеци. имаше странски инвестиции, имаше Има и сега, вчера добра пријавија. коалиција меѓу етничките И односи. вчера пријавија. Значи, И вчера најавија нови инвестиции, меѓутоа не заборавете дека ова година нашиот стапката на растот на бруто општествениот производ требаше да биде колку 4,5, сега е 3,3, разбирате, значи една половина или 2,5, 2,7, разбирате, не, значи 2% помал GDP, односно пораст на општествениот производ. Тоа се милиарди денари, разбирате, значи сето тоа се рефлектира. И ако после изборите, не дај Боже тоа случај, велам, али опциите се тие, да се најдеме уште во потешка ситуација, да се може да формира влада, да има барање за федерализација и слично што се на дневен ред. Добро, сега прашам. Да. Така да, неизвестно се останува и до изборите, а останува и по изборите. Станковски? Мислам дека у некои точки нема да се сложите со Никовски. А да, се на некои точки, ако се работи за нијанси, за детали, глобално се сложувам секако со овие позиции на господинот Никовски, со тоа што не се сложувам дека би било добро да речеме да победи СДСМ и да создаде своја влада. Тоа би било катастрофа, ќе почне еден страутен реваншизам и може би повторно Па може истото да дојде и ВМРО ако победи, зашто? Реваншизмот е
се очекува Па од до двете сега страни. ќе беше 10 години го немаше, мислам. Пуш се проголта секакви ужасни така топки гнасна храна од страна на ВМРО, за да има мир во куќа, мислам, и да има некој баланс. Или така, се отворија некои бомби, некои работи за кои што можеби ќе има реваншизам. Па не верувам. Не верувам дека би имало реваншизам, затоа што тоа одма би било забележено од одредени фактори кои демнат. Сакав да кажам дека Добро. кризата Да не би прекинувам, престанала, еве не за 5 минути, али за 24 часа, кога меѓународниот фактор би сакал таа да престане. Како? Значи, Како? Ќе Како ќе притисне ВМРО? Али да прашање помине? дали ќе сака. повлече приказка, ќе повлече поддршката на опозицијата и веќе нема криза. Едноставно нема да има криза. Сите тие глувци ќе се повлечат во своите дупки и ќе си дремат тамо, loaded, така, пошто зема огромни пари за овие апрайзинзи што ги правеа цело време. Значи тоа е платено. Не е само платено, стимулирано, тука има и влог во смисол на власта, така, и ново полнење диса ги 4 години. Ние видовме дека ништо не се правеше, освен што една клептократска структура се воспостави во Република Македонија и ја гушеше како некаков удав цели десетина години. Ние имавме 200.000 луѓе што изгубија работи тамо негде во 90-тите, така благодарејќи на истите овие структури кои сега сакаат да дојдат на Сега, власт. веројатно дека не се истите. Тие за тоа беа казнети, господин Станковски, значи не... Не се казнати тие Па истите не се на власт, дури би 10 рекол години. дека таму имаше поквалитетни политичари и покрај тоа црно петно и покрај сите тие предавства во смисол на знамето и името, сепак ако ништо повеќе имаа барем некоја политичка интелигенција, затоа што беа на некој начин едуцирани политички, има и политичко искуство во минатиот систем. Ова сега гледам... Не знам, некој од власта не мислеше така, да речеме, за тој. Океј, тоа е право на критика, имало разни структури. Но можам да кажам дека имало луѓе... луѓе... се поинтелигентни, тие фактички нивно време беше тоа што се случи. Но ја ќе кажам говорите. дека некои луѓе, да речеме, како господинот Благој Каџински, останаа во убаво сеќавање кај македонскиот народ. Иако беше дел од една номенклатура која беше ужасна, така, и гибелна за Македонија. Уште од самиот старт, при осамостојувањето. Ние го видовме тоа, дека они ретерираа од полно, можеби, договорени или недоговорени ситуации. Ова е ваш партиски став или? Не, ја не сум член на партија. Ја само поддржувам тоа што гледам дека е добро за Македонија и за македонскиот народ и за граѓаните на Македонија. А инаку не сум, јас сум политички идиот, јас сум човек. Не е баш така, мислам. Јас сум човек уметник кој гледа и обсервира. Имате многу тврди ставови кои што делуваат политички. Затоа што не сум купен на ниеден начин што се однесува до одредена политичка опција, пред се од меѓународната, која највише и купува, кој е главен финансиер на сите луѓе што се зошто нудат овие како подоши. Како ги нарекувате странци, зошто толку бие поддржувале опозицијата? Тоа е главниот момент, затоа што опозицијата е супер вазалски настроена, затоа што ВМРО е спремен да соработува у секое време со меѓународната, нели, со тој западен фактор да го наречеме, но не по цена да ги загрози интересите на македонскиот народ и македонските граѓани. Додека оваа друга опција е спремна да ги загрозува интересите на македонскиот народ само за да биде на власт и да има комфор, нели, владеачки. Па не е на власт, 10 години. Па не е на власт, затоа што македонскиот народ не сака да ја... Зошто странци не ги поддржаа 10 години, ги игнорира. Игнорира. Колку пати имавме избори предвремени? Еве рачунете, дали ВМРО истера еден мандат 4 години? Ако дозволите. Што е тоа? Само беа посуптилни, не беа вака груби и вулгарни. Ако дозволите, не заборавајте дека меѓународниот фактор, а тоа е пред се Вашингтон, тука апсолутно се здружуваме, кој ги влече сите конци, рековме дека Брисел само следи, е слеп следовател, како би рекле, извршител на желбите од преку океанот. Значи, единствениот проблем што го имаат со Македонија, тоа е името. И тоа е сега поактуелно од било кога, после настаните во Украина, кога конфронтацијата меѓу Америка и Русија е веќе отворена. Таа конфронтација почна некаде 2008 година, паралелно со финансиската криза. Меѓутоа, никој не ја забележуваше, бидејќи финансиските проблеми беа на дневен ред, доминира, а ова другото се некако позадина се развиваше.
И сега по отворената, јас тврдам дека студената војна започна, само е се уште на ниско ниво, а таа ќе се шири. Да не почне реална војна. Нема реални војни нема да има. Реални војни нема да има ни на Балканот, а ни во Европа. Може да Во Евроазија ќе има, во Азија ќе има, во Европа нема да има повеќе војни. Тоа го тврдам со најзголема увереност, бидејќи ги следам аргументите. Значи, ако е името проблемот, разбирате, што нас не држи во една флуидна ситуација, рековме дека немаме целосен меѓународен легитимитет. Значи, оваа сега ситуација, кога Украина пукна, кога Русија и Америка се конфронтирани, Балканот станува поважен отколку 2008 година, кога Буш помладиот се ангажира да не примат во НАТО. Ама зашто името е прво? Ако е Балканот важен, зашто им е битно името на Затоа американците? што НАТО и ЕУ заземаа став категоричен, не се спремни ни за јота да ни замените да се повлечат, дека блокада, ни поставија блокада, уцена и ултиматум, прво името, потоа членство, значи нема друга шанса ние да напредуваме кон Брисел, осим да се прекрстиме. Ама што сега е важно? Името, нека не земат такви какви што сме. Ако е толку стратегиски битно името и релевантно тоа. Ама не. Да го затворат прашањето, а Гркот да биде среќен. Македонското национално прашање. Ја можам да опонирам на... Само да ја завршам, да ја завршам мислата. Значи, целта е да се реши дефинитивно тоа име. И затоа нашата позиција де факто е на удар. Затоа беше и прислушувањето кој е странски проект за тие да се излезлат, да се тргнат настрана, што покажува тврдоглавост. А опозицијата стана нивни милени како сакате, затоа што вели ќе го виткаме врбетот. Ќе се прекрстиме. И нивната официјална позиција која подпредседателката на партијата на телевизија кажува вика ќе смени име за меѓународна потреба. А за каде не името? За дома не името, не, за пространство не е. Значи, таа нивна подготвеност да дадат концесии околу името ги прави блиски, пријатели, а другите ги прави душмани. Затоа што другите не се спремни да го жртвуваат тоа. А сакаат што поскоро да не примат во НАТО, да се затвори целосно просторот за евентуален нов руски продор на Балканот. Па и ние сега сме во НАТО. Да. Ние не сме во НАТО. Сега служиме во НАТО. Служиме во НАТО, не сме во НАТО. Према тоа, утре ако се промени ситуацијата, може готово, ако си во НАТО, ќе имаш маневарски простор тесен. Се следиш Брисел, одлуките. Сега ние де факто власта ги следи НАТО, али утре може да дојде власт кој ќе рече господо не сме. Имам забелешки, ама да го слушам следискиот и... Ја ќе се обидам сега да направам една контрапозиција на софистички, сосема рационална и може би точна позиција. Јас сега секако ќе шпекулирам, поаѓајќи од сложените геополитички односи во светот, а посебно на Балканот. Значи, ја мислам дека биле ние членови на НАТО или не, ние сме покорни слуги на НАТО и на ОЕУ. По-покорни не можам да видам. Може би албанскиот фактор или сигурно муслиманите у Босна евентуално така. Меѓутоа, мислам дека тоа може да биде и една илузија со која они играат на регионален план. Значи не играат на локален план во смисол сменете го името, ќе ве примеме у НАТО и ќе се затвори таа дупка, нели? Во НАТО, сред Балканот, да речеме, НАТО ќе ја попуни таа. И тоаш послуги ќе биде, така? Да, тоаш послуги ќе биде. Ја мислам доволно сме слуги и многу сме слуги. Со печат. Може и помалце да бидеме слуги, пошто ќе дојде до некоја гордост, до некоја стварување, па ќе почне да се дига опа. Нешто ќе добиеме, може, некои инвестиции, нешто ќар ќе биде. Меѓутоа, ја мислам дека името на овој проблем со името помеѓу нас и Гркот може да биде и корисна варијанта за американската политика, затоа што они нас ќе не стегаат преку името, но и Гркот ќе го стегаат преку името. Ќе му речат едноставно, ако ти не сакаш да го правиш ова што ние сакаме да го направиш, а Гркот им е многу битен. Мислам, Грција е геостратегиски многу значајна земја, зашто целиот североисточен Медитеран се сервисира токму од грчката разгранета обала. Значи поважно од Македонија. Турскија ја изгубија више. Значи поважно од Македонија. Секако поважно, ние сме континентална земја, но и Македонија е важна како пивот земја, како земја која е фактички трансфер, земја трансфер помеѓу централните делови и Приморјето. Значи не сме слепо црево. Но Грција е битна затоа што излегува на Блицкиот исток и контролира многу значајни подрачја од светската геополитика. Во секој случај, тоа што он го има името како стап, нели, за Гркот,
а стап и за нас, или морков и стап, зависи како со Или кого два игра. стапа. Да. Тука едноставно го држи Гркот во некоја послушност, затоа што уцената со која он би настапил во смисол ќе им дадеме на македонците не само име, туку и нив ќе ги прогласиме за темел на западната цивилизација за 10-20 години страот на пропагандата на академски ниво, и тогаш вие ќе изгубите пола од територија. Зашто ќе се појави еден друг тип на национализам во вашата територија, а вие ќе бидете прокажани како геноциден народ, зашто сте извршиле 2 пати геноцид врз македонскиот народ. И врз турците, и врз други народи. Па значи има нешто и добро. Така да- Можат американци добри дечки да видат. И добри се дечки. вика за уши, да не бидам вулгарен, преку тоа што кокетира со нас, затоа и го призна името. Иначе немаше да го признае он името и ќе не чуваше во лимбо позиција. тој дипломатски притисок се случува и во Грција. Па Може мора би да не се е исто. Прв пат во исто. Грција Сега прв Грција пат. е по православна линија може да биде блиска со Москва. Ние не знаеме што ќе се И е одвие. блиска. Веќе ова не е монополарен свет. Тоа беше монополарен свет пред можеби 5 години. Сега светот е двополарен, трополарен, ако ја рачунаме и Кина тука. Да, го Чи споменавте. веќе нема една пијана, мизерна Русија во распаѓане од времето на Елцин. Имаме еден политички гений, еден стратешки гений кој ги свитка американците и ги кутна на колена на Блискиот Исток. Ја изгубија Турција. Он игра такви игри што американецот каска за него со години, не може да го прокужи тој интелект на таа групација. Не е тука само Путин, тоа се умни луѓе и не само Русија. Тука се сите непријатели на Америка. А ги има многу. Ја лично мислам дека 95% од човештвото е негативно ориентиран кон американскиот империализам и интервенционизам. Како луѓе, како маса. А тоа што има корумпирани и уплашени влади, тоа е друга приказка. Да. Кои доминираат и Кои се решаваат. корумпирани под притисок. Точно, така. точно. Има две работи со кои не се согласувам. Дај да видиме. Да, првата е дека проблемот наш не е со Грција околу името. Формално беше започнат, иницииран, не знаеме кој точно го инициираше, али формално за нас Грција беше тој, да речам, причината со која се соочивме. Меѓутоа сега проблемот е во Брисел. По Букуреш 2008 година Брисел е тој кој постави прво во НАТО блокада, уцена и мултиматум и автоматски тоа значи за ЕУ и од тоа нема бегање, бидејќи тие презема де факто и улогата на Грција како од привремената спогодба да не попречува во другите интеграции, која вели Брисел, видите, аз не ја попречував Брисел, тој што вели прво името, потоа членство. Тоа е првото. Второто, се согласувам дека сега Грција добива на значај, бидејќи Турција малце се повлече од пријателството со Америка, малце повеќе тука се сложувам. Кој се повлече? Турција, после настанивеше случаја. За американскиот империализм. Да. Ви рековте дека кога сте во НАТО нема мрдање. Еве Турција у НАТО е па Видите, ако има војна на Балканот, ќе има меѓу, односно во Европа, ќе видиме меѓу Грција и Турција една кратка војна, која Турција ќе се иземе из овие островите кои се неправен од Лозана до После таа Денени. војна ние ќе добиеме граница со Турција, предпоставувам. Не, нема да ти подалеку. Само се ги земе островите и тоа ќе бидат две членки на НАТО. И двете членки на НАТО беа не така одамна беа пред услови на војна. И тоа ништо не гарантира. Па да, ама дека рековте дека името е многу Да. важно и членството во НАТО. Да. Не било многу важно. Не, за безбедноста јас не велам дека е за НАТО поготово, јас сум против НАТО ментално. До Украина беше до Украина НАТО, јас по принцип сум бил секогаш против НАТО, зашто е милитаризација. До Украина, бидејќи беше тоа првиот чекор према Европската унија, кој е за нас исклучително важен, мислам, важна ориентација и членството е нешто што мораме да го посакуваме и да направиме све да влеземе во унијата, али не во НАТО, после како се вика, после Украина. Меѓутоа НАТО е предворието. Направи еден систем да влезеш преку НАТО и после дојдеш во унијата. Се согласам и со второто дека Русија, која сака да изолираат со Украина и слично, се врати преку Сирија, сега и преку Турција, добива поени, го загрозува тоа водство неспорно и таа доминација
Но зашо ние толку навијаме за Русија? Не ми е јасно. Не, јас не навијам за никоја, зајавам само за Македонија. Видите, зборуваме... Не е веќе монополарен свет, биполарен. Затоа Ние што... значи треба да се определиме и ние сме за... Не, тоа не е контрадикција, тоа не е контрадикција. Видите, ние денеска живееме во униполарен свет, каде светскиот полицаец, жандар... Тука не се сложувам. Тоа е второто, дека они го губат тој престиж, они го полека се загрозува нивниот престиж, согласувам, меѓутоа таа нивна доминација е толку силна се уште. Кина не е противникот, едини противник е Русија. Како не е Кина? Не е противник. А Кина им е... Тука се... Кина е Јужното кинеско море... Ама Кина тргува најмногу со Америка. Видите, не, чекајте. Кина е веќе... Тргување, па и третиот рајк со Америка многу тргуваше по војна. Дозволете, Кина е втората економска сила во светот и тоа по некои показатели е појака до американската економија. Веќе е првата. Меѓутоа, на воен план, Кина е се уште на маргините. Никој, значи, нејзините војни, таа сега втора, далеку втора по... Не, тоа е факт, не, тоа е моја измислица. Кина сега е втора по извојување за одбрана, така наречена, околу 160-170 милиарди долари годишно, Русија околу 60. Америка 650. Америка 650. Зависи колку може да се купи за доларот во Америка, колку у Кина, колку у Русија. Тоа е како се по тоа Кина е 65 милиарди вредат повише од 650 милиарди. Кина е појака во веќе по ППП-то, во GDP-то, односно меѓутоа на воен план Кина уште е далеку да биде било каков предизвик за Америка. Затоа главниот предизвик сега е Русија и затоа се случи Украина. Што е Русија предизвик? Воено или економски? Воено. Видите, и во Америка има еден синдром. Колку се разликите во вооружување, во пари, во буџет меѓу Америка и Русија? Слушај, 10 пати. Па како може да е Русија? Меѓутоа има нуклеарно оружје, нуклеарни капацитети кои можат... Тоа се ситни, разбирате. Со еден удар ќе ги стимнат, а Русија не може. И едина закана за Америка воена е Русија. И ќе биде во следните 20 години најмалку едина закана. Воената закана не го прави светот подобар. Не, јас се сложувам. Меѓутоа, Америка... Не трката веќе во вооружувањето, трката во доминација економска, заради пари. Али вие знаете дека трката во вооружувањето само продолжуваше шири? Знаете дека после Украина, Европа кој извојуваше символични пари, во НАТО е правило да сите држави извезуваат 2% од GDP-то, од вашиот производ за одбрана, 50-60% државите беа под 1%. Сега сите ќе одат на 2%, што Америка го наметнува. Така да, таа конфронтација меѓу Америка и Русија е веќе реалност, наружувањето сега ќе се забрзува, ќе купуваат пак главно од Америка оружје. Заради што го прават тоа? Затоа што Америка сака да ја задржи својата доминантна униполарна позиција и е спремна на се и затоа отиде да направи дармар во Украина. Тоа е империалистичка цел, значи заради пазари. Војната се правила заради пазар, војната никој не била цел за себе. Војната е средство за постигнување други. Тоа е заради доминација. И таа доминација веќе Балканот е апсолутно во американската сфера доминација, затоа Русија не има никаде. И ние нити Стаковски јас навиваме, ама не навиваме за Русија. Ние правиме анализа. Ние правиме анализа која кажува дека Америка тука доминира и прави што сака. Кога Русија би била појака и светот не се согласувам дека станува мултиполарен. Мислам, тие две работи што се разликуваме, значи дека Кина, Индија и така натака, Јапонија, не. Денеска има доминира Америка, ја предизвикува Русија. И таа доктрина на Бжежински која вели дека не сме никој да биде дозволен да биде доминантен во евроазискиот простор, а Русија се јавува преку овие сите најнови настани, мора да се спречи. Имавме класичен државен удар во Киев и сега таа конфронтација се зголемува, пропагандата према Русија постојано расте и затоа се зборува сега и се прават и вежби дека Русија е спремна на атомска војна, што е чиста глупост и измислица. Тоа е една пропаганда Гебелсова пострашна. Путин не ги повлекува ДКП-ата, службениците, наводно, значи по некои мали... Тоа се глупости. Добро, да продолжиме. Да продолжиме. Да дам некои аргументи. За кои? Например, прво за дискрепанцата во вооружувањето, трошоците околу вооружување.
И зошто би биле за Русија? Функционирањето на војно-индустријскиот комплекс, не за Русија, се зборам од дистанца, не зборам као навивач. Нема доминира навијаштво до сега. Навијаштвото не до сега да се разбереме. Да дефинирам својата позиција, па после ќе продолжиме во моите обсервации на геополитиката. Како прво, ние видовме прилично лоши асистенции од страна на Америка. Ние бевме проамерикански. Мојата генерација беше прозападно, пролиберално ориентирана, антитоталитаристички ориентирана и ние гледавме, како да ви кажам, една шанса и благонаклоност кон Америка. Пред се на културен план, или рок-н-рол, стрип, филм, вамо тамо, тоа едноставно... Значи, многу работи се стави. Не главни, него едноставно доминира со својата култура, нели? Едно време која беше популарна и која едноставно го заведе целиот свет уште во времето на комунизмот, тоа е на железната завис. Важно што веќе нема рок-н-рол, пропадна рок-н-ролот. Меѓутоа тоа не, све е тоа локална она хоум ситуација, нема врска, тоа е отидоа големите херои, нели, големите поети на рок-н-ролот, големите филозофи. Боб Дилан доби самите они ги изедоа, да, Боб Дилан, Боб Цимерман, да, меѓутоа Џон Ленон го утепаа, така, Џим Морисон, Брайан Џонс и така. Но добро, не е ни тоа битно. Сакам да кажам дека тие, да речеме, компарации во трошењето, може да видиме на некои историски примери дека не се толку точни и не гарантираат одредени реалитети, поагајќи од нив самите. Да речеме, да го ја земеме Виетнамската војна. Каква беше Америка во 60-тите и раните 70-ти, каков беше Виетнам? Кога Виетнам влезе во таа антиколонијална војна против французите, тоа беше безмалку феудална земја. Французите ги искористуваа ресурсите, тоа беа едноставно луѓе селани кои само обработуваа земја и даваа ресурси на нивните француски колонијални господари. Почна преку Хо Ши Мин и неговата комунистичка идеологија да се ослободуваат, нели? Тука Русија секако и Кина имаа големо влијание како помош. Меѓутоа, кога влегоа во полна војна со Јужен Виетнам, кога Виет Конг влезе во полна војна со Јужен Виетнам, американците флагрантно интервенираа. Тамо се истурени повеќе бомби отколку во Втората светска војна во Виетнам. 2,5 милиони виетнамци се убиени и 50 и нешто илјади американци, углавном војни лица, пилоти. 650.000 американски војници имаше во Јужен Виетнам. 650.000. Точно, да, но 53.000 погинаа, така и ги има сите. Точно така. Меѓутоа, тие доживеа страутен пораз од Виет Конг. Бегаа, што се вика, гс преку глава, за да спасат гол живот. Паѓаа хеликоптери, пропаѓаа едноставно. Единствено што можеше Единствено што можеше да им помогне да го совладаат Виет Конг беше да пласираат атомски бомби, но тоа не можеше да се случи затоа што Советскиот сојуз ќе одговореше реципроцитетно. Советскиот сојуз па си влезе во Афганистан. Тоа е друга. Иста грешка. Како друго. Знаете како говорите, овие се лошите дечки. Не зборам емотивно. Виетнамците. Не зборам како навијач. Тоа се веќе Чеченија. Значи они се тоа се веќе влечење на тези. Толерира едни со други таму кај што влегува. Не, тоа се влечење на тези, да не збориме дека сето тоа беше помагано од едните или од другите. Да. Нели на некој начин. Се случи тоа како еден вид Станковски, имам само чувство, може би грешам. Значи, непријателот на мојот непријател може да биде мој пријател. Така гледаме во политиката така се случуваат често пати. Не, ама русите се јаки, ај ура. Не, морам повторно да се дообјаснам зашто ова пак иде на некоја двојност, на некој дуалитет, на навијаштво. Ние не можеме, например, ја го обожавам и го сакам американскиот народ и имам многу пријатели во Америка. Ја не знам еден човек у Русија, но знам десетици и десетици блиски луѓе. И плюс тоа, ние имаме повеќе народ македонски во Америка како иселеништво, по потекло, нели? Не во Русија, него што имаме тука, на нашата територија. Тоа е 100 години старо иселеништво, ако ги рачунаме, можете преку 3 милиони има така. Што значи дека ние не можеме да биме, например, кога Трамп би станал председател, јас веднаш би го затопил својот емоционален контекст во однос на Америка. Затоа што гледам дека човекот не сака да ја продолжи оваа политика на неолибералистите кои натураат
систем кој не можат сите народи и сите менталитети да го пратат. И исто така се задоеди од идиотска. Например, Трамп сака Монреовата доктрина повторно да ја внесе. Може би тоа им звучи како изолационизам, но он сака да ја санира државата која е пред граѓанска војна, која е катастрофална ситуација. И презадолжена. Од друга страна ги имате овие офанзивци, овие империалисти кои не сопираат и они имаат некоја глупа идеја дека треба да се формира светска влада и дека они треба да владеат со светот. Тоа нема да се случи. Нема шанса. Напротив, ќе доживеат страутен пораз. Ова како еден вид поетски пророк ви го кажам. И затоа, само да довршам, затоа ви велам, може би со тие 65 милиона, милиарди долари во Русија може многу повеќе да се направи отколку во Америка за 650 милиарди. Зашто тие не произведоа нов авион толку години? Дека русите секоја година вадат нов модел на авион. Трамп самиот кажа дека во нуклеар, значи во прашањето на нуклеарни бомби, нуклеарни ракети, нуклеарна војна технологија, русите се way ahead. Дека американецот е way behind. И тоа е точно. Еве, например, дали, како, например, само сакам ова да ви го кажам, тоа е врзано со војните капацитети. Денеска американецот не може да прати човек во Вселената со своји средства. Идат у Бајконур и со Сајуз испраќаат луѓе нагоре. Да речеме во International Space Station. Југословенската програма, нели ја купија 70-тите години. Ако дозволиш нешто. Не, се шегувам. Сакам да кажам дека тоа е во зоната на конспирацијата, меѓутоа нема проблем. Многу пари. Колку има Русија милиарди за вооружување? 65. Американците? 650. 10 пати. Значи, ако дадат поише русите, уште некои ќе имаат уште подобро вооружување. Потоа, Јас сум малку пацифист. Не, јас сум пацифиста. Не ми е гајле. Значи ми е гајле за толку милиарди што одат таму кај што не треба. Затоа што русите не само уште еден во економијата. Добро, граѓани ме повеќе него. Сакав само уште еден момент да додадам, простете. Зависи каде ќе се одвива таа војна. Ако се одвива таа војна, например, во близина на територијата на Русија или во територија на Русија, тогаш американецот ќе има страутни проблеми. Исто би било кога Кина и Русија би нападнале негде во близина на американската територија или на територија на американската држава. Таму секој човек има пиштоле као боец, ќе има страутен проблем. Значи се работи каде ќе се води таа војна. Американецот во оваа фаза не може да води војна ни против Кина, ни против Русија, затоа што геостратегиски нема доволно капацитети, базата му е далеку и многу е ранлив во тие долги линии траектории на поврзување, на создавање на војна инфраструктура, он ќе биде на многу места ранлив и неговите трупи ќе бидат изложени на постојани удари. И тоа ќе биде лошо, ќе изгубат таа војна. Ако дозволите, мислам дека е погрешно да се стави нашава дискусија и дебата на антиамериканизам, про руско однесување и слично. Чекајте, да расчистиме на работа. Прво, Америка, која на надворешно политички план се однесува како да е целиот свет неизин, прави неприфатливи грешки кои ќе чидат скапо во иднина. Американското општество е фасцинантно. Во литература се први во светот, во филм се први во светот, во музика се први во светот, во технологија се во први во светот. Доминираат во све, направено општество фасцинантно на конкуренција и на квалитет, разбирате, на надпреварување. И нема братот, ако е да го ставиш во компанијата, зашто ми е брат, ако не е способен, го тргаш настрана, го ставиш најдобриот, за компанијата да успее, и братот ќе има некој ќар. А ова против Русија, дека сме проруски, се работи за светот кој денеска е униполарен. Ако Русија се врати на меѓународната сцена во една подкапацитет, али не како империалистичка Русија, не со Русија да завладува... Не како комунистичка Русија. Не како комунистичка Русија. Тоа би било ужасно. Чекајте. Како што ни одговараме да правиме? Чекајте. Ако Кина, видите, ако Кина... се уште е комунистичка. Не е важно, али видите на економски план прави чуда. Ако една Кина стане, ако дојде до тоа што не се разликуваме, ако дојде до еден мултиполарен свет, затоа што ако еден прави што сака, ако беше двајца кој што беа Советскиот сојуз и Америка,
се договара, ама тешко. Ако има тројца на исто ниво, нема договор. А четворица, петорица нема шанса. Значи, светот ќе има повеќе демократија, ќе има повеќе... Ако има биполарен. Ако е биполарен. Не, некој е мултиполарен. Мултиполарен. Велам, сама Америка се прави што сака. Тука Тито ни треба со неврзањето. Прави ршум на Балканот поготово. Значи, кога беа двајцата Русија, Советскиот сојуз и САД, се договара едно, друго, трето, тешко. Тројца кој има, со, например, и Кина, утре Јапонија или Бразил или било кој, ако има 5, например, равноправни на светско ниво, нека биде Британија или Франција, нема договор. Така да, ќе има повеќе демократија, ќе има простор за сите. Не, така има секоја држава. Ако има повеќе партија, ако има, ќе биде повеќе демократија. Секој така и кај нас е исклучително важно да има опозиција која ќе биде конструктивна, која ќе диши во вратот да може да се не така да се контролира власта, тоа што има 50 години доминација на една власт и таа на крај резултираше во доста грешки, погрешни чекори така натака. Али кога зборуваме за воената моќ, треба да се знае дека вкупните светски трошоци за одбрана, иако добар да се користат за напад, се отприлике просечно, викат, меѓу 1600 милиарди до 2100 милиарди, значи некаде просечно да се може да земе 1800 милиарди долари годишно. Од тие пари, само Америка издвојува 650 милиарди долари, значи една третина или преку една третина. Заедно со другите членки на НАТО кои издвојуваат околу 250 милиарди, значи само НАТО као такво има по некои статистики 904 милиарди долари за одбрана, откупно 1800. Се друго отпаќа на сите 180-190 земји. Според тоа, таа милитаризација, таа, да речам, војнохушкачка машинерија која де факто доминира во светот е пред се во раците на НАТО. Пола од вкупните светски, 904 милиарди долари ги издвојуваат членките на НАТО за така наречени одбранбени трошоци, а светот во целина 1.800. Односно 1.800 милиарди. Тоа е таа реалност која денеска го детерминира не само сегашноста, него и иднината. И тоа покажува кој е тој носител на тие, да речам, и агресивни, и империстички и аспирации. А ако имаме мултиполарност, ако имаме мултиполарност во светот, ние нема да можеме да дозволиме, никој нема да дозволи било каде во светот да еден доминира. Добро. Тука ќе направиме мала пауза, рековме сме добро најавите за реклами. Ова е последниот блок, но Никовски, овие суми и бројки што ги кажувате, па што разговараме ние? Каде, против кого ние ќе се намерачиме? Добро, ние имаме 90 милиони имаме за долари за одбрана. Ние не помислуваме да се намерачиме. Не, ама ние нешто е се американци, ај ќе ги бркаме овие тука лоши дечки. Ама има полно народ, еве кубанскиот народ. Ајде да ги видиме рекламите, па ќе се вратиме. Да не ми речете... Кавана. Да не те критикуваат. Аргументи, рековме ќе збориме за услови за избори. Тоа да се вратиме на темава. Значи, рековте дека најверојатно ќе има, бидејќи сите би се обрукали и домашните и странската јавност, на 11 декември, најверојатно ќе има, но сепак првите прашања ми внесуваат мала дилема зошто доаѓа Хан, не доаѓа Хајнл, да речеме, со телефонски повик, како што видите од Вашингтон, да каже, окей. Меѓутоа, освен средбите со лидерите на политичките партии одвоено, вели, едва чекам да се сретнам со Катица Јанева од СЈО и да видам со какви проблеми таа се соочува. Проблемите со кои таа се соочува, тоа не е можно да не ги знае. А тоа е неколку се, да речеме, проблеми кои што може да предизвика дали ќе има или ќе нема избори, дали, како што видите вие, некој ќе најде причина за тоа. Законите што ги споменате вие на почеток, значи за заштита следат продолжувањето на мандатот, условувањето или молчењето на Уставниот суд кој што може било како да се произнесе и кој што нели може да доведе до тоа да новиот парламентарен состав продолжи со тоа. Како он ќе ги надмине овие ако се ова реално проблеми? Не ги знае овие проблеми. Вие сте били амбасадор. Ја никогаш не можам да дознам
што таму се разговара. Пијат чај, кафи, викат се окей, или има нешто што ние не го знаеме, а после што работите се изместени, не се како од вчера. Бидејќи ние у понеделник имаме емисија, ова е пред Хан, ние ќе направиме на по Хан, па да видиме што ново ќе донесе Хан. Во сите тие разговори, поготово вакви ситуации, има работи кои не излегуваат во јавност. Има работи кои се дискретни, нели така, и тие се клучните. И јавноста не ги знае, и меѓу нас кажува добро да не ги знае, зашто ќе се уплаши, ќе се уплаши, никој не се убави, затоа не ги кажуваат. Значи, он доваѓа и со такви пораки, кои нема да дојдат до нас. Видите, картата, главната карта на кој тој меѓународен фактор, односно Вашингтон и Брисел, да бидеме прецизни, ќе кажеш меѓународен фактор, може да мислиш на Мали и на, не знам, на Фиджи. Меѓутоа, ова се работи за два центри. Меѓународниот фактор цело ова време, и затоа беше и кризата и прислушувањето, игра на специјалното јавно обвинителство, кое треба да ја постигне целта да се изразили власт. Тоа не постигна ништо до сега и јас да бидам сосема прецизен и јасен. Криминал и корупција во земјава има можеби и премногу, и мислам дека се заедно малку е направено во борбата против криминалот во држава и дека треба да се прави. Јас апсолутно поддржувам и специјално јавно обвинителство, ако треба и специјален суд. Како еден исчекор во борба против криминалот и корупцијата, една одлучна борба кај што никој нема да биде надвор од законот. Меѓутоа, ова специјално јавно обвинителство, ова специјална јавна обвинителка, од првиот момент води политика. Таа изјава дека не било, го повторува тоа дори, иако и го рекне сигурно не збори такви работи, и по собранието вика, вие не сте легитимни. Тоа е политичка изјава, тоа може да го изјави опозицијата, може да го изјави не знам кој друг политичка партија, не може да го изјавува специјалната јавна обвинителка. Таа има задача да го гони криминалот. И ако криминал имало во изборите, нека го докаже. И сега дозволете, значи сега пресумпцијата на невиност не постои. Се обзначуваат со криминалци, со мафиози и така натака. Не влегувам во материјална расправа. Јас само прашувам што ако СЈО, Хан се сложи, СЈО да не биде. Пример, да се укине. Не. Може да се укине, може да се поништи, може да се одложи. Ако се укине, може сите активности да бидат запрени и да не мрдне, значи да не работи. Чекајте, прво не заборавајте дека во Пржино или после тоа се го правеа, се договорија дека ако и Врховниот суд, односно Уставниот суд го поништи сознавањето, ќе направат ново. Ама нема собрание. Видите. Ќе нема собрание. Добро, али ќе помине собранието, ќе помине рокот и се одај ново собрание. Значи, кој рок? Нема избори. Добро, изборите. Изборите. Видите, изборите се горе-долу тука. И специјалното јавно обвинителство ќе излезе со некои нови чекори, со нови изненадувања, меѓутоа рацете му се врзани. Јас само ја прашам за противречноста на улогата на странскиот фактор. Не е противречно. Ако тие велат да нема време за СЈО, Уставниот суд нека се произнесе, Уставниот суд вика чао џаци, нема парламент, значи наредниот состав. Хан ќе даде штикла. Не. Или не? Тоа што? Нема да има избори? Не. Изборите ќе се одржат сега. Го кажа... Со или без СЈО? Не. СЈО сега никој не може да доведе во прашање. Уставниот суд сега нема се изјаснува, СЈО спрема некои бомби, вистински бомби, со кои ќе се обидува да ја дезавуира позицијата максимално. Тоа ќе биде тоа сега да го чуем. Значи може никој да не го рчне. СЈО да си тера... Не, СЈО ќе тера, разбирате. Залагањето на Хан ќе биде да СЈО добие продолжување на мандатот и да се помине законот за сведоци. Тоа ми беше прашање. Тоа апсолутно неговата агенда е тоа и тоа како да речем со силен притисок инсистира на тоа, меѓутоа Пржино договорот постои, нелегален и така натака, сега барат проширување тој. Власта со право не го прифаќа тоа, меѓутоа доаѓа период на нова влада или така и сето тоа, тоа ќе биде цело време на агендата нивна главен интерес. Затоа што реков, не заборавајте, со изборите на 11 октомври, ако се одржат, ако треба да се одржат, не завршуваме со кризата. Таа продолжува, дури може да се продлабочи, не дај Боже, али тоа е една од опциите. И
таа прагма западна, разбирате, која сега видува дека мора се одени избори, која се свесни тие ги знаат повеќе од нас. Ако прифатат резултатот и едните и другите не мора да знаат. Он вели дека ќе мора да го прифатат резултатот, денеска вели. Што, видите, може и два мора да е незадоволно, па да рече, ја не излегувам од собрание. Продолжува кризата, вајс верса. Ама криза нема. Таа е само една фикција, инструментализирана од меѓународниот фактор и од 1000 букачи, што би рекле хрватите. Ама таа доведе до избори. Затоа што Фикција нивната или не? пропагандна машина и нивните политички механизми притискаат. Така да, И да. СЈО е стапот, власта е морковот. Да. Сега, СЈО, ако победи Трамп, ќе го снема СЈО и на никого ништо. Но може и ние да се избориме како народ да го снема СЈО. СЈО не му треба на македонскиот народ. Тој е тумор кој е создаден од малигната меѓународна заедница за да не држи во покорност и цело време да притиска врз политичката елита што ќе владее со македонската држава. Па не му треба јавно обвинителство, што ќе биде, како што вели... Затоа што ова е директно работи- под... Тој е заштитник, тој е ментор. Нема се слагам, И ова нас води не треба... политика, тоа е проблемот. Ако ова се занимаваше со криминалот од сите аспекти, прво требаше да го испита прислушувањето. Тие тоа го трна настрана, го ослободија главниот обвинет и така натака. Тие од првиот момент тоа беше мојата поента, водат политика. Иначе, ако се бориме против криминалот, нека има специјални судови, специјални 5 вакви, нека го бркаат криминалот, али не да водат политика и да се концентрирани на разнебитувањето на политичка партија, како што сега играта. Тоа е проблемот. И нашата криза, ако ја Завршувам. има само да довршам, е поврзана со меѓународната состојба. Целата планета е во криза, сите се во криза и ние сме во криза, која зборам за некоја суштинска цивилизацијска ситуација и таа ќе заврши со нуклеарниот холокауст. Значи, Не, тоа Путин ги нема да. повлекува не случајно. Не случајно. Вистина е тоа дека не ги повлекува. Па има многу американци што се заинтересирани да видат како Видите, експлодираат атомски бомби на руска или кинеска територија. видите. И Атомска- Вагнер да го слушаат, така? Знаете, малце е контраверзно, али На е филмот али нуклеарното наоружување на двете суперсили, да речеме, или на Советскиот, на Руската Федерација и на САД, се најголема гаранција дека нуклеарна војна нема да има. Но и дека може да има нуклеарен холокауст. Не може да има. Затоа што не. decision makersите ќе се скријат во своите бункари и после ќе излезат И каде што знаете- човештвото ќе биде сведено, да речеме, Знаете на зашто? 1 милиарда. Видите, Па ќе продолжи. Руската Федерација и Путин не се заинтересирани за војна, апсолутно. Кој вика дека они се Али заинтересирани? тој да ви кажам, а американците... Пентагон е заинтересиран. Не, али американците нема да ја започнат таа војна, затоа што Америка е 10 пати поранлива од колку Русија, и ако они ја уништат и цела Москва, не дај Боже, и Ленинград, и Волкоград, и сите, овие да ги уништат само Вашингтон и Њујорк, и да ги уништат 2-3 нуклеарни централи, и да им потече сладоледо да немаат струја по улиците, ќе биде само што блокирана прашам Америка. кратко. Значи, услови за избори во Америка има? Ќе има. Слично е кој нас, да. Може Трамп да не ги призна. Тоа е А и најсигурно. Хилари да не ги Бара призна. специјално јавно обвинителство. Бара, да, го да, истражат па истото е на тоа. Хилари. Ама све На е исто. Хилари. Ја ви велам исто е Ама дали све. говориме за балканизација Да, на па Америка? балканизацијата се шири, да. Кризата во светот се шири. И тоа да се пред тоа знае. Трамп да го каже, го кажавме, нели? Тоа Предходната дебата, кризата се шири така. во светот, да Да. знаете. Ви благодарам на ова дебата. Сепак мислам дека беше дебата. Малце помогнав ја, морам да учествувам, бидејќи немате многу спротивставени ставови. Сепак ви благодарам што издвоите време. Вам, почитувани Задоволство. гледачи, ви благодарам на вниманието. Довидување, пријатно. Но за старт, за да можам да одработам платата, Почитување на функцијата која Андон, ја немаш Андон, право да да ме покажеш, прашам тоа за не може да наредбите. направиш. Имам. добро, дајте само Можете уште да сте саркастични колку што дајте уште сакате. една минута господин реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане... Па тоа прашете го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така.
онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ве молам режија,